Добро вечер во отвореното студио, драги гледачи, јас сум Христо Ивановски, а вечерва на тема каде се македонците во соседството во 21. век. На оваа тема ќе разговараме со моите гости Стојан Ѓорѓиев, Почесен председател на ОМО Илинден Пирин. од каде ни доаѓате, Стојан? От Пирински оддел на Македонија, град Петрич. Добре дојдовте во нашето студио. Тука е и Димитриос и Иоанну од помладата генерација активисти. Од каде ни доаѓаш, Димитриос? Добро вечер и од мене. Јас потекнувам од село Ракита, Кајларско, Кожанска околија. И сум член на председателство на партијата на македонците во Грција Виножито. Така, добре дојде и за тебе. Мило ми е што сум тука. И Ефтим Митревски од Глобочани, така, Преспа под Албанија, така. главен одговорен уредник на весникот Преспа, исто така и член во раководството на партијата Македонска алијанса за европска интеграција. Добре дојде, Ефтим, и за тебе. И да почнеме оваа дебата со оние тези што ја сакам да ги наметнам, а и нашите гледачи да имаат сознание за тоа што се случува и што се случувало во изминативе децении со македонците во соседството, или како ние што велиме, македонското национално малцинство. Имаме два клучни периода. Пред војните, првата, втората, балканските и по Втората светска војна, како и времето на социјализмот и од паѓањето на железната завеса па наваму. Мој впечаток е, а тоа го дискутиравме и пред да почне оваа емисија, дека на македонците може да им се случи еден феномен кој цивилизацијски се случил, Стојан. Например, ацтеките не исчезнале, туку тие се избришани административно. Хазарите не исчезнале, тие се избришани административно. Во весникот Народна волја, кој излегува во вашиот крај, и мислам уште излегува, и тоа е добра вест, оти весникот Преспа престана да излегува, се спомнува еден термин пописен геноцид. Што значи тоа во бугарскиот случај пописен геноцид? Това значи дека во картичката на изброени национални малцинства во Бугарија не пишат. Има турско, има циганско, но македонско малцинство нема. Избришено нема, никаде не съществува. Кога се случува тоа? Това наредните веќе 60-70 години. Оти 46-та година пописот, македонците се попишани. Точно така. Имахме тогава у Благоевград Народен македонски театар. Имаше македонски книжарници. Беха дошли од Македонија учители, преподава македонски език. И аз имам един приятел, Бог да го прости, тој почина од Прилип. Неговата сопруга Вера, нейниот татко е бил прв учител, дошел в село Баня. И луѓето го знаат, го помнат още. Тога од Благоевград идват крстотрички сите партијни членове. Толку е била голяма радоста дека ќе учат децата на македонски език, разбирате ли? Но и това 2 години продолжава. Развалија се односите меѓу Југославија и Советскиот Съюз. Бугарите зеа да прават Тито е магаре, тој глупости такива, и беха протерени сите македонски учители. Од тогава веќе име страшен геноцид во нашиот крај. Ако во тие години се попишани околу 150.000 македонци само во Пиринскиот дел, колку има сега? Официјално? И дали воопшто има? Официјално многу никој не може да даде точен број. Зашто? Заштото се прават манипулации на самите избори. Кријат се имена, со моли се подписват, па ако пише македонец, поправат бугарин.
И некаде на последниот попис околу 5200 и неколку човека македонци. А това не е самата вистина. Нема воопште толерантност, нема право од македонците. Нас по радио, по телевизија не критикуват, особено ръководителите, што сме там, на Омо и Линден, сме под постоянен притисок на врховиските партии, на Ванчево и Михайловистите. Така. Имаме многу нешта да ви говоря За в тоа поглед. за тие работи ќе зборуваме подетално, имаме еден извештај од кој навистина е неприлично за една земја членка на Европската унија таков говор на омраза кон своите граѓани. Искам да забележа това дека сега накараха албанското правителство да попълни графа българско малцинство, Така. а у Македонија не признават, че има македонци, викат българиста. При нас не признават македонско малцинство у Бугарија. И какъв е овој договор што подписува Заев со Борисов? И сега македонскиот парламент треба да го ратификува овој договор. Тоа е понижувачки договор за Македонија и македонците. Така. Димитриос, во една стара Грција, македонците биле попишани врз основа на нивниот јазик кој го говорат дома. Значи не бил признает како етнос, туку како јазична група и тоа како славјано-македонски или славо-македонски јазик во тоа време. Така се завело, но се знаело дека се тоа македонски христијани или македонци кои зборуваат македонски јазик. Каква е сега состојбата? Можеш ли ти да се искажеш како македонец во Република Грција? Можем. Нели? Можем да кажам дека јас сум македонец, мислам ќе има одредени последици. Моето искажување нема да биде прифатено како официјално. Ќе се слушнат разни коментари, нели, од иронични до заканувачки. Што се однесува до попис, првиот попис што јас имам видено, официјален грчки попис, кој што се уништи и сосема случајно дознавме за тие документи и добивме дел од тие документи, и тоа за Тесалија, не за делот од Грција, Македонија. Од 1923 година се споменува македонски јазик. Официјално, ниту славо-македонски, ниту славјано-македонски, туку како македонски јазик. Се споменува влашки јазик, се споменува куцовлашки јазик, се споменува ромски јазик и ред други јазици, меѓу грчкиот јазик, нели, што во територија Тесалија, Лариса, Трикала и така натаму се зборуваше тогаш. Од таа година до ден денес, пописите што се вршат во Грција редовно, секој 10 години, имат графи за сите работи, освен за националност. Значи ти доаѓа државен службеник дома, те прашува за како се викаш, колку куќи поседуваш, колку коли поседуваш, колку членови има семејството, дали имаш кокошарник, дали имаш точак, дали имаш... Нормални прашања за попис. Стотици прашања, но не постои прашање за националност. Ако спомниш дека сакам јас да се наведе и мојата националност, поред друго, ќе ти одговора дека, извинете, јас работам само тука, нема таква графа, не можам да наведам ништо, и така попис врз основа на националност не се врши. Така. Извини, може би ќе звучи премногу директно интимно прашање, но ме интересира каде научи македонски јазик? Дома во своето семејство или доаѓајќи во Република Македонија? Да, дома. Така. Научив македонски. Значи сум роден во Германија. Моите беа печалбари таму. Моите родители цел ден беа на работа. Ме чуваше баба ми и дедо ми, кој што само македонски зборува, и така мојот прв јазик во суштина беше македонскиот, калјарскиот дијалект, како што прв него го научив. После полека од самата средина кај што растев, научив малце повеќе. Се заинтересирав да научам сам да пишувам, да читам. Научив до одреден степен, па потоа дојдов во Република Македонија да студирам во Скопје, Универзитет Кирил и Методи, и
научив малце повеќе. Тоа е многу интересен феномен кај македонците и во диаспората, зашто што младите, да речеме, во Австралија, во Америка, во Канада, јазикот свој си го учат од бабите. Бабите се тие што го чуваат јазикот жив. Ефтим, морам да забележам, можеби ќе се навредиш, а се знаеме и многу години, меѓутоа, она што се однесува за признавањето на македонците, македонското малцинство во Албанија, мене ми личи на признавање на одредена популација стационирана или сместена во некаков си резерват или во национален парк. Зошто? Затоа што од малце постаро време, веројатно уште од времето на Енвер Хоџа, македонци албанската држава признава само во еден мал регион, а тоа е регионот што ние овде го викаме Мала Преспа, можеби географски неточно се изразуваме. Точно е така дека неточно се изразува, таа не е Мала Преспа, таа е Преспа поделена и падната под Албанија. Така направија касапите, европските касапи, тоа остана тоа парче таму. Меѓутоа точно е дека од 1945 до 1948 година статусот на изучување на македонскиот јазик се изучуваше исто како што кажа и Стојан, значи во рамките на тоа заедничко тога од таа Југославија преку Македонија и кај нас имаше учители кои што предаваа на македонски јазик. Се учеше македонскиот јазик. Тоа се случуваше во руралните средини, значи во Преспа и во Голо Брдо. Мал дел во Гора. Меѓутоа, по распаѓањето на Информбирото, од кога се разрушија односите меѓу Тито и Сталин, веќе тука се претрпува и кај нас, се намалуват, или можам да речам дека во делот на македонците во Голо Брдо и во Гора, веќе тоа згаснуваат, нема изучување на македонскиот јазик и останува со драга волја на Енвер Хоџа да се изучуваат само во делот на Мала Преспа. Тоа е околу изучувањето на македонскиот јазик. Во другите делови не се учи македонскиот јазик и официјалната политика на Албанија признава само македонци само во делот на Преспа. Во другите делови не признава македонци. И тоа што е најчудно дека ако некој од Мала Преспа се исели и оди да живее во урбаните средини на Албанија, веќе тука и тој го губи идентитетот, веќе не е македонец, не му се признава статусот на националноста македонец. Добро, дали сега токму во тие области кај што е Гора, Голо Брдо, токму таму се појавија овие бугарски пасоши и бугариве после толку години? Или секаде веќе зборуваме за тој феномен? Ако зборуваме реално, тоа јас повеќе точно е така, дека бугарите се појавија и во Гора, и во Голо Брдо, и во Преспа се појавени, имат земено и двојно државјанство, бугарско државјанство, кој што луѓето најдоа спас, печалба во западните европски држави. Меѓутоа, јас на ова тема повеќе сакам да се осврнам, да се навратам да зборувам за мојата матична држава Македонија, Република Македонија. Јас сум во македонските работи од 1991 година. И од 1991 година до 2016, што го следам целиот тренд на развивање, на почитување, на приближување, како да речам друго, на освојување на тој народ, македонски народ што постои во Албанија, за жал, македонската политика има направено многу малку или во последно време, може да речам, ништо. Ово за ово има многу да се зборува, многу факти, многу аргументи, пошто споредено со македонците во Пиринскиот дел, јас сум бил и во Пиринскиот дел и во Егејскиот дел, друга е состојбата кај нас. Кај нас барем се признават македонското малцинство, колку толку. Во тој дел сакал тогаш таа политика на едноумието решила дека во овој дел ќе признаваме македонци и тоа го направија. Јас сум таа генерација која што... Вие сте сега влезени во уставот, така како категорија малцинство.
Точно така, меѓутоа тој збор звучи Христо многу неубо, малцинство, пошто меѓународни документи не признават одреден лимит, да речеме, од дотука ќе се викат малцинства, од тука така ќе се вика народ. Јас секогаш го употребувам зборо заедница. Заедница на македонците, заедница на грците, заедница на ромите, на власите и така натаму и така натаму. Меѓутоа, во овие 25 години, ако политиката на македонската држава, од кога стана самостојна и суверена држава, беше поинаква, навистина и прашањето на македонците во Албанија би било поинакво. Добро, ќе се навратиме подетално околу темата наречена стратегија, има или нема стратегија, и јас знам дека имало стратегија, запознат сум со, можеби не во детали, но генерално со политиката на претходните влади и сега ова е нова влада и не знаеме, веројатно во моментов се изработува таа стратегија во однос на македонското национално малцинство, но еве Стојан, на твојот личен пример би сакал да го поставам прашањето. Што е постојано во однос на македонците во Бугарија како политика од страна на Софија, а што е нешто ново? Дали со тоа што влегува во Европска унија, што влезе во Европска унија Бугарија, нешто се подобри? Турците, знаеш, викат, бетер ден, бетер вар. Од лошо по лошо. Това е преводно. У затвор учи грцки, турски, англиски, френски и така. Не се подобрява состојбата, малку се смири. Сега 90-91 година не тепаха горе порожено. Сега умекна, а ние ги осудихме 2-3 пати Бугарија, нели? Да, Бугарија има изгубено случај во Судот за човекови права. Во Страсбург. Да. Но нема промена. Каракачанов, тој е сега дето е министар за одбрана на Бугарија. Да, у владата. Тој вика така, додек сме ние тука, вика нема да се признава никој македонско малцинство. Аз лично се знам со него. Един пат се сретнахме случајно, јас со мојата сопруга, Бог да го прости, одихме на Ботевград, на една пумпа да прашаме каде да одбиеме, од мојата сестра имаше, мојата жена сестра имаше, и тој е таму. Војводо, вика, не дојде пред нас, вика, да се станеш еден добар болгарин. Јас викам, един добар македонец никога не става болгарин, викам. И тоа јавно им го кажах. Бех на Копенхаген. Вратих се, Стојан Бојаджиев, заменик председател там на бугарското партијата, на ВМРО. Пише за мене у бугарски вестник дека аз сам бил криминалец. А јас 15 месецо ми одзедал пасош и не ми дават да ми викат ти Македонија ќе ја гледаш повеќе на карта, тук нема да вече да излезеш. А јас покренах од град на град, од село на село. Во 46 населени места сам направил у граница на Омо и Лидин. А да направиш, хората треба да те поверат. На 7-8 пат в това село, като ида, съгласяват, зберем. Треба да кажеме и за нашите гледачи дека Омо и Лиден и Омо и Лиден Пирин се две различни организации. Аз съм първия председател на Омо и Лиден. Така. Како успеавте да ја регистрирате Омо и Лиден? Не се регистрира. Не можехме да ја регистрираме. Така. Но мојот заменик председател Јордан Костадинов, понеже аз немах пасош, требаше да оде на Америка, на Канада, тој отиде. Кад се врати компанија да ме сменат. И готово. Аз 2-3 пати им дадох писмен. Во координационни совет, каде нема слога, не се работи. И на едно, тој даже направи второ колијско у Петрич, второ колијско собрание, за да може, мен викам, абе, нема нужда да имахме гласане, одихме стиснах, стига да викам да върви под твое ръководство Омо и Лиден по-добре. Ама после моето напущане, хората се учеја и са Јордан има 15 човека, повеќе нема. А при нас Омо и Лиден, Пирин, сите дојдат. Гоце Делчевци направиха 94-та година Омо и Лиден демократско движење.
И мен ме поканиха таму. Оте, јас сум први председател. Мен ме сите знаат, по сите села. Добро, вие таму действувате полуилегално, затоа што не ви ги регистрираат организациите. Не се плашиме ние. Јас... Ама не можете да добиете судска потврда дека сте... така, тоа е проблем. Така, ама ние не се плашиме. Тоа што е решил Гоцето, да немаше дозвола да оде да агитира Гоце Делчев. Ама обича Македонија, одеше. И јас така, од село на село, од град на град, многу. В едно село Елешница имахме младежка организација од 25 момчета, а други 80 души, многу, но в други села толкова многу обичаха. Викат, дајте ни вестници, списанија. Аз носих Петр Темелковски. Нали го знаете как говори за Македонија. Луѓето во Бугарија говори, викат, леле Боже, давајте ни вестници, не искаме това, вика, Омо и Линден штити нашите права. Има ли млади деца што се заинтересирани за Имаше, сега тежак е проблемот, да ви кажа сега. Повеќе и тук гледам. Младото бегат се на запад, търсят по-добър живот, как да ви кажа. Тежко патриотизма много намалява. Така, Димитриос, кога го слушаме, Чичко Стојане, он е повозрасен од нас, сега се извинувам вака што... Ама тоа е факт. Нели, има ли сличности некои во она што се случува во Грција, во начин на стратегија на... Јас знам за случајот Домот на македонската култура, кој грчката држава одбива да го регистрира, односно локалните власти во Лерин, па и државните власти. И покрај тоа што има пресуда од Судот за човекови права, тој да биде регистриран. Што се случува на тоа поле во Грција? Видите, како прво, што се однесува до стратегијата на Грција и на Бугарија против признавање, регистрирање и постоење на македонско малцинство во нивни територии, двете овие држави се браќа близнаци. Дури можам да кажам дека од тоа што читам и слушам, дека Бугарија функционира како лоша копија на Грција. Истите чекори ги прави, само што малце по-груби, по-насилни, можам да кажам, понекогаш. Постојат две точки на гледање на работите. Првата е правната точка, каде што Грција не ни регистрира ништо што содржи збор Македонија, македонец, македонско. И второ, и да дознае дека тие што сакат да регистрират нешто, дали тоа е друштво, дали тоа е здружење, дали тоа е игра орна, било што, спортско друштво. Ако дознаат дека луѓето што сакат да го регистрират, без разлика дали содржи збор македонско или не, дека тие луѓе се активисти за човекови права на македонците, повторно нема да го регистрираат, ќе најдат некоја друго оправдување. Тоа е едната правна точка, нели, на прашањето. Второ е дека дали е регистрирано или не, ако народот сака, ќе го прави сето тоа. Кај нас случајот тоа е така со Домот на македонска култура во Лерин, која што веќе трета деценија тече случајот во грчките и европските судови. Сите грчки судови одбива да го регистрират. 2 пати добивме пресуда во Европскиот суд за човекови права. 2 пати повторно Грција одбива да го ратификува одлуката. И сега се спремаме за трет пат обраќање кон истиот редослед на судови. Тоа ама не спречува ние да функционираме како Дом на македонска култура, да организираме разни манифестации македонски, полулегални во суштина, но сега за сега без многу некои видливи проблеми. Благодарам. Драги гледачи, една кратка пауза за реклами. Ќе се вратиме повторно во студиово да дебатираме на тема каде се македонците во соседството во 21. век. Еве не повторно во студиото.
го слушнавме Димитриос Мичо за тоа како се борат да регистрираат една организација наречена Културен дом на македонците. Дом на македонска култура. Така е. И знам дека таму вие долги години со една плејада активисти, почнувајќи од Сидеропулус, кој прв ми се чини ја доби грчката држава пред судот во Страсбург, па натаму, Сидеропулус и Ташко Булев. Така, Ташко Двајца. Булев. Вие главно таму се борите во рамки на Европската конвенција за човекови права, ги користите инструментите на Советот на Европа, рамковната конвенција за малцинства, малцински јазици. Ме интересира, вие во македонците во Албанија ефтим немате такви проблеми, но имате проблеми да ги остварите вашите права. Вие сте признати од државата, но не можете да ги остварите вашите права. Што правите во таа насока? Види, во врска со тоа јас кажав и пред малку дека споредено со македонците во Пиринскиот и во Егејскиот дел, кај нас работата е поинаква. Ние затоа ја формираме и политичката партија, значи тргнавме од 91 година како здруженија општествено-политички организации, па дојдовме до заедница и на 2008 година ние формиравме Македонската партија, Македонска алијанса за европска интеграција. Сега проблема е кај нас, по моје лично. Јас секогаш нагласувам во партијата дека, барем споредено со другите, кај нас ние треба повеќе да имаме активност. Нашата задача е да ги бомбардираме во наводници институциите на системот во Албанија, да бидиме упорни од почеток дури до крај. Таа албанската влада што ќе си прави, како ќе си прави, наша задача е дека ние треба да ги охрабриме нашите македонци да дојдат во нашата македонска партија или и тие што са, пошто ние имаме македонци кои што учествува во другите политички партии. Имаме и во социјалистичка партија, имаме и во демократска партија. Но лошото е што останува со македонската партија треба да ги подкрева, да ги барат националните прашања во Албанија. Другите македонци во политичките партии, во политичките субјекти не го покрева тоа прашање. Мене тука лично ми е криво. Јас не се лутам, например, кој бил наш македонец од лични интереси да учествува во било која политичка партија во Албанија. Меѓутоа, прашањето за националноста, прашањето македонско, оно има право, никој не му брани. Добро, која политичка партија од главните ги застапува интересите на македонците во моментов во албанскиот парламент? Има ли таква партија? Немат, за мене немат. И то јас не ги окривувам нив. Јас само по себе си се критикувам како македонец и тие македонци што са членови во политичките партии. Никој не му брани на нив да го покренат прашањето на македонското прашање во демократската партија. Никој не му брани да го покренат прашањето во социјалистичка партија. Никој на македонците наши во другите политички партии во Албанија да кренат рака и да речат: чекајте луѓе, и ние сакаме представник да имаме во власта. Пошто ние како политичка партија можеме да учествуваме преку нашата партија во рамките на интерес. Меѓутоа, членовите наши македонци, кои што се во политичките партии, веќе тие имат уште подврзани раце. Во Албанија има и совет за малцинствата, така? Да, имаме ние член таму, Имаме односно член ние, тоа е совет за малцински права, за остварување на правата на малцинствата при владата на Албанија, така се нарекува тоа. Меѓутоа, активноста негова по моје не се слушат или по некој начин власта не ги зема во предвид барањата нив. Таму има представници од сите малцинства и од македонското има. Меѓутоа, кажав и претходно дека задачата наша е да бидиме упорни. Ако бидиме упорни, јас сум сигурен дека све ќе се оствари. Јас можам да ви кажам само еден пример. Кога баравме пред 4 години, сакавме да се одвоиме од Македонската алијанса за европска интеграција од внатрешни прашања, нас социјалистичка партија која што чекаше да дојде на власт ни понуди дека све што сакате ние можеме да ви оствариме. Проблемот кај нас беше само за јазикот. Јас лично страдам за јазикот, дека македонскиот јазик во Албанија
веќе исчезнува, не се учи. То се учи само во делот на Преспа. Во другите делови, во тие рурални средини, кај што имаме над 25 села, имаме движење од тие рурални средини према урбаните средини, према Но Елбасан. да не забораваме, во Голо брдо почнаа курсевите по македонски јазик пред повеќе години, тие беа растурени од албанската полиција. Види, точно е така. Меѓутоа, јазик, мајчин јазик не се учи со курсеви. Мајчин јазик се учи во рамките на институцијата Образовниот на систем. Образовниот систем. И ние, ако беме упорни со демократски средства, ние можеме да притиснеме и кај Демократската партија кога беше на власт, и кај Социјалистичката партија. Добро, кога имате такви проблеми, каде прво се обраќате? Во македонската држава, овде во Скопје, или во албанската држава? По мене многу слабо, и кај едните, и кај другите. Така, добро. Стојане, еве ги слушаме проблемиве, веројатно кај вас има и некои поизразени. Знам дека има сличен таков совет за соработка за етнички и интегративни прашања. Меѓутоа, колку што читам од извештаеве, таму представник од македонското малцинство нема. Така што, кога и да дојде ситуација некој да крене два прста за македонските прашања или интереси, нема кој да ги крене, така? Така е. За жал така е. У Бугарија не признават македонски език, македонски партии. Ето, рекохме да правиме културно-уметнички друштва. Зехме уставот на тракијски уметнички друштва, мотамо сичко техниот устав, само место тракијски пише македонски. Те се регистрирани, делуват, а нашите не регистрират. Оти пишем, а исто сичко пише. Од дол. Само отпише македонски и не регистрират. Што? Каква е демократија тоа? Држава ли? Само да видам, јас забележав две организации што не се регистрирани, и тоа се две културни, значи ни културни организации не можете да регистрирате, што е спротивно на членот 11 од Европската конвенција за човекови права. Но, еве, имам еден извештај пред мене кој јас го најдов на англиски, преведен е од нашинци во Австралија. Интересно е, можеби, да го побарате, се вика годишен извештај за човековите права со македонското малцинство во Бугарија и правата на бугарските граѓани со македонско чувство 2016 година. Изработен е од комитет кој се нарекува Толерантност со поддршка на Омо Илиден Пирин и весникот Народна волја. Значи, проблемите се кажани во неколку точки. Негирање на постоење македонско малцинство, односно нација и идентитет, говор на омраза, прекршување на правото на здружување, тоа значи не можете партија, друштво, организација и така натаму да формирате, организирано навредување, значи немање правна заштита и одбивање на властите да се вклучат во диалог со представниците на македонците. Издвоив само неколку вака навреди кои јавно се искажуваат во Бугарија кон македонци. Тоа се вика предавници или продадени души, непријатели на Бугарија, неписмени, животни, одrodници. И има една интересна, а тоа е од неодамна искажана организација на луди мосомиштани. За мосомиште. Зошто е тоа така? Зашто системот е таков во Бугарија, нема. Бугарија не заслужува да биде во Европа. Што им пречи мосомиште? Тоа е од 1903 година, така со поврзано со Илинденското востание. Мусомиште, нашето село, Мусомиште, Гоцеделчевско. Там ние правиме сека година
помогли ни честване. На 2 август се събираме от сите краища, и от Шумен, и до представници от Пловдив, от всекъде наши македонци. Славиме, песни има, ора, всичко за Македония. Доклади се четат. Ама това им прече. Има една българска такава неформално движение, не ВМРО отделни, по телевизия излизат дека ние сме били неписмени, неуки, прости, антибулгарски настроени, не си знаем потекло и така. Това си говор на омраза всеки ден. Така. Може би Ефтим и Мичо не знаат, меѓутоа следејќи ги телевизиите на Бугарија, кои ние сега ги гледаме преку кабелските оператори, може да се забележи дека Бугарија сега всушност поминува на еден процес на себеидентификација или потрага по стариот идентитет, затоа што очигледно е дека нив многу им пречи она што се вика историографија или државност од времето на социјализмот, така, или уште повеќе од времето на еден Ѓорѓи Димитров, кој имаше сосема спротивен однос кон македонците и македонското прашање. Значи, кога имате една држава која сега го бара својот старонов идентитет, проблемите се зголемуваат. Дали го чувствувате вие тоа? Чувства се, многу се чувства, и още од детските градини децата ги учат: аз сам българче, родено крај Редовен, аз живея, всичко българско и родно, Люба, Тача и Милея, децата од малки. И ето сега, гледам некролози къде има, в Петрич гледам на некролог, това е от Хитов. Те са от България, български възрожденци, там ги слагат сега. Това е нечувано нещо. Това не знам додеки стигне. Барат Левски споменици тука. У Канада, дава по телевизията, онен ден открива на Васил Левски в Торонто споменик. И аз го спомних с Драги Стойковски, по скайп се свързваме и викам: виждали, викам, в Торонто на Васил Левски споменик. А не е идвал по Петрич никъде, и сега само споменици такива. Още младото, глуковато, антимакедонско. Разбирате? Така, еве сега ќе те подсетам што кажала Маја Вапцарова. Не знам дали е некаква рода со Никола Јонко Вапцаров, не сум проверил искрено, но на крајот на ланската година, 2016, во една телевизија, Air TV Station, така стои, некоја Air телевизија, рекла ова: најзастрашувачката работа, која многу се зголемува кај македонистите во Бугарија, е тоа што тие сакаат нас да не освојат духовно, и дека Македонија, и дека во Македонија македонската нација е креирана врз основа на антибугарски чувства. Значи, што значи ова, Стојан? Што значи? Колку е опасен македонизмот во Бугарија? Многу ги и страх, като дявол от Тамян как се плаши, и он много ги и страх от македонизма. Това е страшно нещо. Денес у Бугарија да твърдиш явно, като аз как се, не ме е страх, што ќе стане со мене, но нема добар исход. Станах 60 години за... Аз от работа съм гонен, има предприятие, един месец, щом директор разбере дека съм бил по македонския въпрос в затвор, викаме: добре бе, аз бил съм в затвор, ял, пил, платил, дошъл съм тук да работя. Аз бех градешен техничар, нали? И трябва да работя. Имам 2 керкички, трябва да ги гледам. Аз, ако знаех, нема да те назначих тебе. Па викам: дай един пил. Молба, и за един месец си заминавам. Аз на никой шапка не свалях. Но до 60, станах 60 години и аз имах само 18 години трудов стаж. Това е жалкото. И сега пензија имаш ли?
Имам пенсија, мизерна пенсија. Това е. Така? Да. Так, крпиш крај со крај. 130 евро и това е. Можеш ли да живееш днеска? Струја, ток, по МТЛ там, гледаш телевизија, ја телефонче зборуваме, скайп, друго, трето, там 1/3 од парите там одат само. Струја да копиш, струја ни... А добро, има ли дебати некакви во кои некој може слободно да каже дека нешто за македонските права или за правата на другите малцинства? Се случува ли тоа? Не може, во Бугарија не може никој да направи това, освен ние омо или да се сабереме и да дискутираме било. Но јавно да настапиш некаде, што... Ама немате вие медиум, некој радио, освен не. вестникот. Вестникот како го печатите? У Благоевград се печата со помошти од братите од Торонто праштат на некој левове. И слободно го дистрибуирате, не ви прават проблеми? Не, нема проблеми, чете се, но нема интерес да ти кажа. Да има тој вестник да минава, но многу луѓе да го читат. Многу убави работи. Јан Пирински, Георги Христов пише, но ние немаме возможност. Аз, примерно, мога да дам на 200-300 човека, ама аз нема одек пари, аз одек да ги купа, да ги раздавам. Така. Еве, ефтин го држиш вестникот Преспа, ако сакаш можеш да го покажеш кон камерата, да го видат и нашите гледачи. Да. Заврти го малце само кон таа камера да го зумираме, ако може. Добро. Ете го. Кога излезе последниот број на Преспа? Веќе не излегува, така? Веќе не излегуваат. Последниот бој беше во април годинава. Значи, тоа е за жал. Затоа и претходно реков дека ситуацијата кај нас македонците во Албанија е сосема друга. Ајде кај браќава во Пиринскиот и во Егејскиот дел не можеме да зборуваме, бидејќи системот тамо, државата, притискат и така натаму. Меѓутоа, кај нас во Албанија, кога е дозволено, за жал, државата многу малку се интересира. Или последниве 10 години, можам да речам дека нула. Одсвем една година, значи 2006 после 10 години ние беме отфрљани. И овој вестник, ти барем го знаеш, благодарение на господинот Трифун Костовски, кој имат донирано, не имат поддржано, благодарение на нашите македонци од Австралија, од Канада, кои што има донирано и не имат поддржано. Инаку, владата во Република Македонија многу малку се интересира. Имаме знаци сега во новава влада, јас имам остварено контакти со новиот министар за надворешни работи за во наредната година да влеземе во проектот, кој што овој вестник, кој што постои веќе 21 години. 21 години постои, мако трпно се работи. Добро, Ефтим, еден период во рамки на Министерството за надворешни работи имаше една програма помош за вестникот. Тоа беше 2007 година. Така, и дневник, вестникот кој изгасна, исто го уредуваше и го печатеше. Так. Значи сега веќе нема кој да... Нема. А добро, албанската држава нема интерес да го финансира овој проект? Немат интерес, пошто работите тамо се, ако ти можеш да влезиш во проект. Добро, овој не е профитен, овој не е профитен проект, така што... Не е профитен вестник, меѓутоа, јас имев контакти со Министерката за образование на Албанија, кој што е еден период покриваше и Министерството за култура, и она бараше барем 6 броја во годината да бидиме во 3 години последни, да бидиме во 6 броја излезени вестници, па можеме да конкурираме во проекти во Албанија. А има други вестници или медиуми на македонски јазик? Не. Единствен на македонски јазик е овој Преспа во Албанија. А други, на грчки јазик се излегува нормално во јужниот дел на Албанија, излегува во Тирана, се шири по секаде, тоа си е нормално. Мичо, слушнав и Нова Зора згасна вестникот. Да. Како се случи тоа? Пред да одговорам, ќе ми дозволите некако некои коментари да направам за некои работи што слушнав, нели? Да, секако. Од сите вас, но и некои работи што ми дојдоа на ум
за сите овие работи. Како прво, за жал, што се однесува до овие работи, живееме во Балканот. Така, каде што свеста и на политичарите, и на обичниот народ за прашања околу малцки права, околу национална припадност и сите тие други компоненти е многу ниска. За жал. Сакав тука да коментирам и да кажам дека прочитавте претходно за некоја господја Вапцарова дека македонците се креирана нација и некои такви други коментари. Треба сите да сватиме дека сите нации се креирани. Така. Сите нации неодамна никна. Од Француска револуција па натаму. Пред тоа не постоеше нација воопшто. Со денешната мисла на зборот нација. Второ, сакав да што значи да додадам дека македонската нација е креирана, грчката нација е креирана, француската нација е креирана, сите нации се креирани според денешното гледиште, нели, на сето тоа. И јас сум македонец бидејќи така се чувствувам. Не бидејќи прадедо ми бил ваков или прабаба ми бил онаков. Појма немам што бил, ниту ми интересира. Едно тоа. Второ, треба да сватиме дека, зборувам за моја мислење и за организацијата што ја представувам, дека ние како македонско малцинство во Грција припаѓаме во Грција. Значи немаме никаква во суштина врска со Република Македонија. Правно. Емоционално сме поврзани со Република Македонија, од ист народ живее тука. Значи ние, тоа го кажувам и кај останате, нели, активисти, и за општото сваќање на Република Македонија, на тие што се одговорни за тие работи. Ние како македонци активисти во Грција за човекови права, треба нашите права да ги бараме во Грција. Да ги бараме од Грција со действување во Грција. Дали ме разбирате? Така. Значи, како што беше случајот што прашавте за весникот Преспа, значи активистите тамо треба единствено да се обратат во Република Албанија за да излегува тој весник. Не да се спонзорира од една туѓа држава. Така? Правно гледано. Ќе повторам, емоционално, да, сме поврзани со Република Македонија. Ама инаку, може комотно да реагира Република Албанија и да каже оти една туѓа држава ни финансира тука пропагандни средства. Така? Сакав и тоа да го коментирам. Сега ќе кажам за Нова Зора. Да, Нова Зора, за жал, има година и пол негде, што престана да излегува единствено поради финансиски причини. Значи, немавме некои посериозни проблеми за дистрибуирањето, немавме проблем со работна рака. Кај нас, спротивно тоа што спомна господинот Стојан, имаме голем број активисти, скоро сите се млади, секојдневно се зголемува бројот на млади македонци активисти, се делеше секаде 20.000 примероци, секој месец без престанок, стигнуваше секаде и тоа ни фалија и примероци, ако имавме повеќе можеме да избереме. Материјал имавме, луѓе што се работуваа за да се пишува весникот имавме, но за жал имавме финансиски проблеми, кои што со трпение ги трпевме доста голем период. Успеавме за 7 години поред да излегува весникот, 72 броја, ама мораше еден момент да престанеме и со тоа. Можеби и делумно се постигна и тоа што очекувавме од самиот весник, бидејќи веќе продолжуваме и преку интернет сега, голем број од населението веќе има интернет и така. Сите тие соработници, вклучувајќи ми мене, продолжуваме да прикажуваме вести, комуникации, идеи и така натаму преку интернет. И ќе видиме за понатаму, ако дојдат подобри времиња, нели, може ќе почнеме повторно со Нова Зора. Да. Ете и кај нас печатените медиуми се затвараат. Јас работев до неодамна во еден познат медиум, Дневник се викаш, и тој изгасна.
Криза е во печатените медиуми, се надеваме на подобри времења. Ние, драги гледачи, ќе направиме повторно кратка пауза за реклами, па се враќаме во студиото. Еве не, повторно, ќе се вратам, Мичо, повторно на тебе, за да продолжиме дискусијата. Мислам е битно околу тоа да зборуваме околу стратегиите. Како да се поставиме, еве, ние да речеме како земја, како држава, невладен сектор, вие како индивидуалци, како организирани групи, како една заедница, да речеме, откока независната експертка на Обединетите нации, Гейн Макдугал, беше во една мисија многу важна во Република Грција, таа откри дека таму има македонско малцинство и откри дека тоа македонско малцинство има и проблеми. И не само македонското, ги кажа и турците и така натаму, во сите области. И се повика на еден стар договор, тоа е Лозанскиот од 1920 година, и што рече дека тоа е анахронизам, нешто што не функционира во ова ново време. Бидејќи е 21 век, ти кажа една многу убава работа дека во Грција или во Егејска Македонија има млади кои се заинтересирани за своите корени, се чувствуваат македонци и така. Што прават? Како се гледа тоа? Како се организираат? Видите, ќе кажам неколку работи пред да дојдам до конкретниот одговор. Значи, не треба да забораваме дека од Балканските војни до ден денес во Грција се случија масовни истерувања на македонци 4 пати. Значи, имавме едно од крајот на Балканските војни, едно големо истерување на тие што се нарекуваат бежанци. Имавме второ времето диктатура Метаксас, имавме трето време Втора светска војна, четврто после крајот на граѓанска војна, тие што се нарекуваат деца бегалци, нели, што повеќето живеат во Република Македонија, и имавме едно помало истерување на македонци за време на хунтата, 67-74. Тие македонци што остана во Грција се тие во суштина потомците на не толку храбри македонци. Оти храбрите, нели, Грција ги тераше од незината територија. Останаа децата на нехрабрите, децата на шпиуните, децата на незаинтересираните. И покрај тоа што остана таков вид на македонци, пак е чудо што во 21. век младите се заинтересираат повторно и за македонската култура, и за македонскиот јазик, колку толку да го научат од старите, од интернет, од било кој начин. Што се интересираат за, пример, Весникот Нова Зора, за партијата Виножито, за нивните права, иако голем дел од тие млади луѓе и општо од македонците не можат да замислат што е тоа тие права што им фалат. Така, оти обично за еден обичен човек, тоа што му фали е да има кров и да има да се храни. Сето друго му се гледа луксус. Сега да учи детето македонски, ако може нека научи и да не научи, што да правиме? Некои луѓе така го сваќат, некои го сваќат нешто побитно и од храна. Така. Како што кажавте преска, ние се движиме во рамките на Европската конвенција за малцински права. За жал, во моментот постои една криза на светско ниво за таков вид на прашања. Гледа и Каталунија, гледа им Европска унија што се однесува до бегалското прашање од Сирија и така натаму. Сите од другите теми се ставени на страна. И криза економска во Грција последните 6-7-8 години влија и тоа на самиот народ. Но затоа малце спласна работа до викање за човекови права, но
се до тоа што го добивме до неодамна продолжува да постои и да обстојува. Така, Само малку. повели Евтим. Само малку да наполнам тука кај Мичо. Вие рековте дека да, правно треба ние да бараме права во печатењето на Веснико и на Нова Зора и на Народна волја и на Преспа да се печатит во нашите држави. Тамо служеме војска, тамо плаќаме даноци, тамо треба да бараме и тоа нормално, сосема е нормално. Меѓутоа, следејќи го трендот на како се одвиват работите, и политичките работи, и културните работи, вие знаете дека проекти од Република Македонија се финансират во Албанија. Од ова влада се финансират во Албанија. Вие знаете дека од Албанија се финансират во Македонија. Со тоа се согласувам. Меѓутоа, сакам да се надоврзам, Христо, тука кај стратегија, што правиме ние. Јас мислам дека ако не са нацрта стратегија, џаба ни. Тоа секогаш јас му го имам нагласувано и на наши личности, премиери, председатели кои доаѓале во Албанија. Само стратегија. Стратегија на државата, грижаме на држава, матична држава, кој што ние си ја сметаме Република Македонија, ова држава треба не преку политичарите, туку Академијата на науките треба да му дува по секое време на власта на политичарите. Дека политичарите, министрите се минлива работа, може на година, може 6 месеци, може 3 години, 5 години и да си заминат. Меѓутоа, Академијата на науките, таа треба да му кажуваат на политичарите дека тука во Албанија или во Грција или во Пиринскиот дел постојат македонци. Особено за кај нас, кај што веќе ние сме пораскомотени во тоа прашање, не целосно, меѓутоа имаме право да се искажиме, имаме право да ропниме на врата, да не се ослушате така само. Треба владата на Република Македонија да следи темпото. Не значи грижа да македонците во Албанија само со давање на 5 или на 10 студенти ќе дојделе тука ќе студират. По мое тоа е нула. Грижа на македонската држава, на матичната држава, према малцинството, према македонците, зборувам за Албанија, она треба да го следи целокупниот живот, активност, култура и се што во одредени министерства, во одредени институции, секаде кај ќе одиш, оние треба да имат јасна слика кај се наоѓаат македонците. Јас само еден пример можам да ви кажам. Во пред година дена Еди Рама, како премиер на владата на Република Албанија, нареди во Институтот за статистика даде задача внатре во 3 години ќе се оствари проектот да се најдат каде се албанците низ целиот свет. Низ целиот свет и на крајот од светот оние мора да го знаат. Што за мене тоа представува голем, огромен проект. Значи, оние си ги барат своите. Ние на граница сме, на граница, за жал, тоа е значи, почнуваме од горанските села, кај што се 9 села, па имаме 14 села во Голо Брдо, па имаме 10 села тука во Мала Преспа и така натаму. Меѓутоа, грижата на ова држава треба да биде институционално, ама секогаш треба да барат Академијата на науките. Види, мислам, Мичо е тука во право, затоа што вие сте државјани на Република Албанија. Да. Македонци, но вие живеете и ти кажа убаво, плаќате порез и така натаму. Затоа што, види, ситуацијата, например, кај нив, како побогата земја во Грција, е поинакви приоритети има. Значи, добар стандард, нивните барања се да имам работа и така натаму, да можам да шетам, да одам на одмор и така натаму. Но некои се јавуваат, па бараат нешто што се вика културен идентитет. Они сакаат да се изразат и да кажат дека се македонци. Не можат. Тука е проблема. Значи, он повторно ќе треба да притиска во неговата влада, да си ги каже своите барања, а македонската држава тоа да го постави, тоа е логиката, нели, така се работуваат државите, во билатералните разговори или преку ноти, тие обрнуваат внимание на тие проблеми. Значи, секое поагресивно влегување, значи влегуваш на мој терен, он го кажа тоа. Може да го сметам тоа за мешање во внатрешните работи. Тоа треба се води сметка на тоа. Повеќе пати, знаете, тука во Република Македонија разни луѓе, дали политичари, дали луѓе што немаат врска со политика, да ме прашуваат како Република Македонија може да ви помогне
вас македонците во Грција. Единствено што може да ни помогне е да стане една јака држава. Една јака држава со висок стандард, нели, со просперитет, со светла иднина, и тогаш сите македонци во Грција, дури и тие што не се македонци во Грција, ќе сакат да се постоветуваат со таа држава. Така, да биде една, што знам, Швајцарија на Балканот. Тогаш сите ќе сакат да имат врска со таа држава. Оти, да не се лажиме, држава и припадност доаѓа од што? Од финансиски и од безбедностни чувства. Ако некој се чувствува во една држава оти финансиски среден и безбеден од институциите на државата, сака да припаѓа на таа држава. Ако се чувствува дека не е така, не сака да припаѓа во таа држава. Така, не мешам нација, мешам држава. Истото ќе биде и тука. Значи, најголема помош за нас оти ние како македонци во Грција, првото што проблем што имаме е да не признае Грција. За да не признае Грција треба што поголем притисок да создадеме. Значи, што повеќе голем број Ама да вие прикажеме. веќе личната карта ја имате. Личната карта дека сте македонци веќе ја имате. Се чека само време кога тоа и официјално ќе се случи. Така. Не, сега можам да кажам и прв пат ќе го кажеме тоа, оти пред 3-4 дена од грчкиот парламент ни се јавија и ни кажа да спремиме комплет официјална папка со целиот историјат за Дом на македонска култура и да го испратиме за разгледување прв пат. Така. Во грчкиот парламент, комисија за малцински права и така натаму. Неко ново формирани работи. И во Грција не се работите толку лоши како порано, со тепање, со затворење, со сите тие работи. Само што не ти дадува внимание со тоа што го бараш и ќе те потиснат да не се занимаваш со битката ваша мора да продолжи. Барањето ваше секогаш треба да постои како и кај нас. Добро, они таму и колективни права бранат, но индивидуални. Јас знам со случајот со Павле, си го покрена случај за одбрана на неговото, односно враќање на неговото семено име, така? Да, не е само Павле, и јас го знам неговиот случај. Значи, да, Пецебе Нишев исто така го бара, Крста Шлаков го бара, Кошчо Ташев го бара и ред други. Бара да се тоа не оти им треба. Од еден вид инает, оти е нивно право и мора да се оствари. А ти ако сакам, можем да го сменам тоа, без разлика дали сакам или не. Ќе ви дам и друг податок, на пример, оти до 93 година 3, односно 4 села помалку скришно пееа во нивните ора. Праја како панаѓури, Некои ора. гледачи не знаат дека во Грција беше дозволено да се свири, но не смееше да се пее. Така, тоа треба да знаат. А имаше 3-4 села. 3 села беа во Леринско и едно во Ениџавардарско, кај што пееа. Помалце, скришно, нема врска, пееа. Од тогаш до ден денес се пеат веќе јавно со илјадници учесници на над 200 села. Така? Така. Кога ме прашавте претходно за статистичните податоци, не знаеме колку македонци живеат во Грција, нормално, нели, кога немаме, оти само да земете предвид дека главниот град Атина има над 5 милиони народ, а дали таму живее 1% македонци, може би живеат, нели, има внатрешни миграции, 1% од 5 милиона, тоа е стотици илјади луѓе. Така, десетици илјади луѓе. Значи, не можеме да знаеме за бројот, но тоа што знаеме од некои студии што направивме, лично учествував јас, е дека има 600 од прилика села со луѓе што го зборуваат македонскиот јазик, како прв или втор јазик, и има 15 градови каде што дел од население се македонци. Значи, сепак бројот не е мал, така, зборуваме за стотици илјади народ, не зборуваме за неколку луѓе, ако земеме предвид дека грчкото малцинство во Турција е признаено со 1400 луѓе припадници. Така, си ги ужива сите права, вклучувајќи и училиште. А во Грција ние сме официјално, што спомнавте претходно и навреди, ние сме официјално платеници на Скопје. Они се платеници на србите. Да. Тоа е. Ние сме на Скопје и еднаш имав кажано во една друга прилика дека Република Македонија мора да е многу богата земја, кога има толку илјадници платеници во Грција, нели?
Јас би ти предложил, Кристо, во твојата емисија, во оваа телевизија, да најдиш простор и време да бидат поканати македонските активисти што се од Голо брдо и од гора. Тука имаш одреден број на професори кои што знаат и статистиката и живеат во урбаните средини. Тука го имаш Кимет Фетахуа, имаш Вита Која, кои што на вистина ја знаат точно статистиката колку македонци непризнати во цели населба се наоѓаат во Тирана. Тоа е добар предлог, меѓутоа да се вратиме на поентата. Значи, за сите овие три држави, еве Албанија е во НАТО, земја која сака да стане членка и на Европската Унија, Бугарија веќе влезе, Грција е стар член, не ги почитуваат европските конвенции. Значи, по логиката на она што треба да биде иднината на Европа, значи малцинствата да бидат мостот на соработка или она културна разновидност типична за Европа и нешто што треба да се негува. Например, Лерин би требал да биде двојазичен. Флорина, Лерин, топонимите да бидат како што е предвидено во конвенцијата. Или како што беше тоа пред 50 и повеќе години во Бугарија, кога Пиринска Македонија имаше своевидна културна автономија. Така? Што фалеше тогаш? Пиринско дело се печатеше на македонски език имаше. Во училиштата се учише македонски. Сега Бугарија настојува да има во Србија, там Димитровград, бугарско малцинство, правата да му се дадат. Во Албанија бара, во Молдова бара, а у нејната држава толкова луѓе минаа по затвори, по логори, само од това дека се чувстват македонци. Стојан, што значи тоа заедничка историја имаат Македонија и Бугарија? Како го разбираш ти? Как да ти кажа, може да има заеднички, учествували се примерно бугарски, те повеќе македонци, ама има и бугари се идвали да делуват во четите на Делче било на Сандански, но заедничка историја не може, ретки моменти. Немаме заедничка историја. Историјата ни е македонската си, македонска, бугарска си брзо. Ако имаше отделна бугарската, нали, ние да чувствахме заедно, немаше да дозволиме ние македонците да дојме до това положение. Нас не карат по затворите дека се чувстваме македонци, а па заедничка историја. Как? Знаете ли колку луѓе минаа по логори, по затвори, за това дека се чувстват македонци, немат никаков престап. Искат Македонија да се обединиме трите дела. Вардаро, Еге и Пирин да бидеме заедно и Преспа. Ама нема, не дава. И комунисти имаше такива. И те ги пратија после провал на добрите односи меѓу Југославија и Бугарија, комунисти ги исправат шта на логери. От искаха Македонија, се искаха. Чувстват се македонци, ако са комунисти. А сега, ние па... Мојот живот е една поредица од... Как да ви кажа? Следене. Одих в досиетата во Бугарија до паметника на Стамбулийски, там има специјално од зграда каде се пазат папките на сите дето се лежали по затвори. На мене ми даде един там, што обслужува един такъв кашон, наредени се с папки. Може би за всеки ден съм следен... Досието твое. Досието. И аз викам, Ал Капоне нема толкова такова досие, вие што правите? Ми вика, следен си секаде. Од власти, од кодоше разни доносчици. Това е живота. Виж му досието на даден човек и видиш што представлява. Но такава е съдбата на македонците. Ма тоа е една друга идеологија, друго време. Сега сме во 21. век. 21. как да ви кажа, не съм задоволен. Аз и од владата на ВМРО, кад беше никакво внимание, немаше кај нас да дојде некој да не побара.
Георги Спасов, като беше, малко така се чувстваше. Амбасадор. Амбасадор. Сега гледам, активен се чувства той сегашния Мариан Георгиев. Гледам заинтересиране за нас, за македонците. Вика, направете една програма да видим, що може да ви помогнем. Това е добър чекор. Аз знам, че той е припадник от ВМРО, но не знам дали Зоран Заев, дали го държи да биде там. Сега не знам, тая нова влада. И за мене тая влада не е добра, щом подписва договор, во кој не постои македонско малцинство во Българија. А бугарите искат тука се бугарско да биде. Не може така. Треба да има реципроцитет. Ако се признае там тука бугарско, там македонско. Какви права ки имаме или заеднички ки честваме, когато нас не ни дават, нито не регистрират като партия. Осудихме неколко пати Бугария в Страсбург. 2007, 2008 и 2009 година пак се тужихме, пак не регистрират. Що иска? Какво заедничка може да имаме? А ние много сме активни македонците там. Сега имате уште еден случај, ми се чини. Вашиот случај Омо Илинден не е завршен. Тоа е еден од последните што треба да добие пресуда, ми се чини, во Страсбург. Нема, те комитета, бугарските евродепутати да караха така, че европейците да случај Омо Илинден да го махнат, да го затворат, да го снемат. Добро, Омо Илинден Пирин беше регистрирана како партија, за кратко време таа се избриша. 2009 една година. И избрахме... За да влезат во Европската унија, практично. Точно така. За 3 месеца, откако бехме регистрирани, во 3 села кметови направихме. Во 2 града такива съветници, съветници наши, без да имаме подготовка. Ако ние бехме регистрирани, ако бехме влезнали заедно со движението на Ахмед Доган, сега немахме никаква мака да изразиме нашето македонско. Обаче, одредени случаи така не дозволиха да идем заедно и затова си патиме, има и още да патиме. България е во Европа, но европски не се однесува към нас, македонците. Ефтим, еве, сега сме на една маса, значи представници сте од 3 држави или 3 делови од една етничка Македонија, она што е нацртал Ѓорѓе Пулевски во еден период. Тоа не е грев да се каже, тоа е вистина. Соработувате ли некако вие активисти, се гледате некаде, имате некои заеднички проекти? Не, порано бизниси некои да правите? Не, па добро, и тоа е и за бизнис, не е исклучено и бизнисот, пошто ние сме луѓе кои што се движиме. Меѓутоа, за жал, имаше во почетото тука во Република Македонија, може ја памтите и вие, матица на иселеници се викаше таа. Може не звучеше добро тоа име, меѓутоа постоеше како институција. И тука ние се среќававме и контактиравме. Во последно време, особено овие 10 години крајните, веќе се е згаснато. Ние немаме никакви контакти. Ние можеме да се најдеме на улица, што се вели, да си направиме едно здраво и друго ништо. Значи, контактите нас ни се изгубени. Сега, за губењето на контактите не можеме сами да се окривиме. Туку треба тука да земи мерки и матичната држава. Она треба да изгради стратегија. Постоењето, дали ќе признава Грција, дали не признава Бугарија, таа е негова работа. Проблемот е тука институциите на Република Македонија. Академијата, мозокот на државата, она треба да каже постојат или не постојат. Признавала Бугарија или не признава, признавала Грција или не признава, признавала Албанија или не признава. Таа треба да му дува секогаш во вратот на владата, дека таму премиере, министре, ти ќе одиш, меѓутоа таму имаш македонци. Јас се извини, имам един предлог така. Како ние тук сме дојдени, сека година честването на Јане Сандански
един автобус од Вино жито, един од вас, да дојде таму. Па, кад чесаме во овчарни, ние да дојме, вие да дојдете таму, ние да се го договориме. Културно, духовно обединување. Да се дружат нашите деца, нашите луѓе да се опознават. Това е една силна визија за понататък продолбочување на нашата соработка, нали? Значи, Мичо, што ти кажеш на ова не е Facebook комуникација, што е сега отворена комуникација, слободно можат луѓето да комуницираат. Како ти изгледа ова како еден завршна порака до нашите гледачи? Дали го приемат мојот предлог, така? Дали? Не, со предлогот твој Костојан се согласувам супер, ама тоа е мислам последното што треба да мислиме, нели? Панаѓури и Ора, тоа е последното што треба да мислиме. Прво треба да мислиме секој од нашите организации, секој на својот место, заснован на сопствени сили, прво. Така. Без разлика од кај ќе дојде после помош, дали ќе дојде или не. Така, да не сме навикнати да секогаш од бате некој да чекаме некој да ни помогне, дали тој ќе биде Европа или ќе биде Америка или ќе биде Русија или сами. Прво да се организираме секој на свое место, да се обидиме според законските рамки на таа држава што живееме, од обичното живење до високите скали ланели на политика, кај што можеме да действуваме или да не действуваме, па потоа да имаме еден вид соработка, ние како македонците во Грција со останатите, нели, македонски заедници. Имаме соработка кога тоа е потребно. Така, културни размени така натаму имаме секогаш. Повикуваме културни друштва од Албанија, од Бугарија, македонци доаѓаат кај нас игра, тој име таму и така. Тоа е најлесно, нели кажавме. На политичко ниво, на активистичко ниво, кога беше потребно, кога имаше потреба Омолиден Пирин да помогнеме како виношту да влезе пример во ЕФА партијата, помогнавме и веќе е член, нели, го представуваме, не представува. Исто така и со Македонска алијанса истата беше работата. Кога имат некој вид конгреси и така натаму, имаме представници таму, имат нивни представници кај нас. Значи сепак можем да кажам дека делумно, не целосно, действуваме и заеднички на посериозните работи кога тоа е потребно. Да. Јас, извини, заедно со Павле Воскополус и Парисис одехме во Рент, когато ние се зачленихме, дадохме молба да бидем наблюдатели една година. Аз тая година, 2005 година беше, заедно со помощта на Вино жито. Дадохме молба и следвата година веќе редовен член станахме на Европен Фри Алијанс. И таа е помошта на Вино жито за нас. Добро. Јас ви благодарам на гостувањето. Тука ја завршуваме, драги гледачи, нашата емисија со пораката дека соработката меѓу македонците, солидарноста ќе вроди плод и дека слободата и демократијата можеби ја дава Господ, но треба да се потрудиме да му ја земеме. Ви благодариме на вниманието и довидување.